Најверојатно до сега си слушал дека Винг Чунот не работи на улица, така? Особено од луѓе што споредуваат УФЦ борби со вистинско насилство на улица каде што немаш судија да те спаси и кој ќе изгубиш. Така да, ајде да расчистиме нешто. Сите ние сме изложени на спорт и забава и прифаќаме тоа што е кул на социјалните мрежи. Но сепак, има тотална разлика да знаеш и да бидеш спремен дека ќе имаш борба со некого и да немаш никако предупредување дека си во опасност. Едното е гладиаторска борба и забава на телевизија, другото е седина каде што си приморен да преживееш. Така да вистинското прашање е како да се спремиш за насилство или поточно како да се спремиш за животот. Па најпрво треба прогресивно да се изложиш на таков вид на напади во безбедна и кооперативна средина, па потоа во некооперативна средина, како на пример преку спаринг. Полека и прогресивно да градиш својата самоодборба, свесност и фокус во моментот. За мене и моите ученици, на добриот начин како да се справиш со сето ова е да вежбаш Винг Чун. Но морам да напоменам, Винг Чунот не е наменет за сите, иако е адаптабилен за сите. Винг Чунот е за луѓе што сакаат константно да тестираат, да вежбаат и да научат како да се справуваат со животот. Па ако тоа си ти, направив бесплатен 23 страничен водиш, што ти покаже како да почнеш да вежбаш и што да очекуваш од овој систем на боречки вештини. Значи ова не е книга и теорија што треба да памтиш, туку е приречник што треба да го практикуваш. Има преку 36 движења со видео примери, ги има сите 4 Винг Чун форми без оружје и го има Винг Чун флоу методот на прогресија каде што го нема на никое друго место. Така да, ако сакаш да го имаш за себе, пиши ми само флоу во коментари и веднаш ќе ти го пратам во пораки. Чувај се и вежбај јако.